Јас сум Никица Манџуковски, проектен координатор во Здружение на граѓани Младите можат. Некако здружение е една всушност од клучните области во кои што работиме е кариерното советување, што е доста важно бидејќи наша таргет група се во најголем дел од активностите средношколците и сметаме дека како средношколци треба да имаат добра база од каде што ќе можат понатаму да ја развиваат својата кариера. Нешто што го извадивме некако заклучок од сегашното спроведување и имплементација на сите тие програми што ги имаме е дека младите не се запознаени со нивните кариерни можности, односно не знаат како да прават анализа на кариерните можности. Од таа причина одлучивме да креираме две програми кои што се доста важни и кои што помагаат при изборот на својата кариера. Тоа е програмата за кариерно советување на средношколци и програма за градење на капацитети на кариерни советници во рамки на средните училишта. Ги вклучивме и професорите бидејќи увидовме дека тие не се воопшто вклучени во целиот процес. Сега ако сакаме младите да ги развиваме понатаму како успешни личности да работат во областа во која што сакаат и да знаат дека на пример постои предприемништвото и отварање на стартап бизниси, дека се тоа постои како можност, треба некој тоа да им го покаже. Затоа овие програми кои што се креирани всушност на некој начин ги водат средношколците со помош на професорите да ги истражуваат своите кариерни можности. Ситуацијата која што во моментов ја забележуваме во нашата држава е дека недостасуваат официјални, да кажеме, програми кои што се поддржани од Министерството за образование, од Бирото за развој на образование. Тоа се програми кои што на некој начин на учениците ќе им дадат можност практично да го применат сето тоа, бидејќи нели постојат предмети како што се бизнис и предприемништво, иновации, но сето тоа е во голем дел теоретски. Доста е важно и потребно да се вклучат институциите, че не е само едно министерство, тука повеќе институции би требале да се вклучат за да успеат во тоа да креираат програми кои што ќе бидат дел од образовната програма и ќе им помогнат на младите како практично тоа да го направат. Има позитивни примери во нашите соседни држави каде што ние можеме да видиме дека младите всушност и дел од образовниот процес им е да креираат некој вид на ученички компании или да започнат некој бизнес, бидејќи само на тој начин ќе може да се соочат со вистинските предизвици, да ги увидат позитивните и негативните страни на водењето на бизнес. Препорака мислам дека треба повеќе да се вклучат институциите во креирање на некоја програма која што би била задолжителна и би станала дел од образовниот процес и дека секој средношколец треба да ја помине таа програма, а не да се остане на добра волја на професорите и на учениците и на училиштето пред се, дали би сакало да се вклучи во некој таков вид на програми, туку тоа да биде задолжително, бидејќи само на тој начин младите ќе може да видат како е тоа и да сватат дали сакаат да го работат тоа или не сакаат. Од досегашното искуство можеме да кажеме дека младите се заинтересирани во насока на предприемништво, на отварање на свој бизнис, но постои страв. Спроведувавме една програма од хоби до бизнис и единствена пречка при процесот на спроведување на таа програма беше тоа што младите има страв дали нивниот бизнис ќе успее и не чувствува поддршка. Мислат дека нема да добијат потребната поддршка. Не станува тука збор само за финансиска поддршка, многу често станува и за експертска поддршка збор, бидејќи да се започне бизнис, да требаат и финанси, но треба некој кој што реално ќе ти каже како да треба да го водиш тој бизнис, со кои работи ќе се соочиш, во кој момент ќе запре некој процес во рамки на нашите во тој цел циклус на административно работење и соработка, да кажеме, со институциите. Така да, младите се заинтересирани за отварање на свој бизниси, но постои страв кај нив, мислам дека тоа ги спречува.